што денеска плавно го најавивме, гостин вечерва во студиото е новинарот Бранко Геровски. Добро вечер, господине Геровски, добро дојдовте. Добро вечер, колега Николски. Благодарам што се одзвавте, особено што знам дека нема проблем за гостување по телевизии. Бевте неколку пати во неколку клучни моменти, лани за преспанскиот договор, за референдумот и пролетва дојдовте и тука нешто можевме да наслутиме. Пролетва беше некаков конфликт кој го имавте со некои одредени членови од специјалното јавно обвинителство кои ви се заканува. Се извинувам, микрофонот. Ја го заборев, добро. Тоа за гледачите, вие ме разбравте. Значи, се работи за една ситуација на која некако се наговестуваше. Мислам дека бевте март или април месец, не ме фаќајте за збор, но господине Геровски, ја би ве замолил заатер на целава ситуација која кулминира денојуве со одредени ситуации, а имаме доволно време. Може ли една рекапитулација на целава афера? Од кога вие станувате свесни и како доаѓате до тие сознанија, колку што можете да откриете? Таа ситуација со еден лик вработен во специјалното јавно обвинителство кој се зеде слобода во име на СЈО практично да ме напаѓа по Фејсбук, да шири невистини, лаги така натаму. Зашто јас побарав и специјалната обвинителка Јанева Катеца да реагира официјално и добив возвратен одговор после многу, како да кажам, писмени ургенции и така натаму убедувања. Таа нема суштинска врска со ова што е со аферата Рекет, нели? Што јас ја отворив некаде, баш проверував со прв текст на 10 јуни годинава. Но може би има поврзаност од аспект на фактот дека специјалното јавно обвинителство, обвинителката Јанева, обвинителката Фатиме и, како да кажам, целата таа постава, начинот на кој беше поставено специјалното обвинителство, начинот на кој се спроведува истрагите, првите поведението на луѓето, на специјалните обвинители во јавноста, во приватноста, ако сакате и така натаму, јас ги критикував од самиот почеток. Ако се сеќавате и ја преобјавив таа насловна страница на Слободен печат, од првата појава на Катица Јанева во една црна чипка со еден гердан и се сеќавам дека имаше еден прилично остар наслов, остана насловна страница на Слободен печат, каде што ја оценив таа појавност како непристојна, но ајде да речем дека тоа беа во крајна линија небитни детали, но понатамошната, како да кажам, разврска на состојбите во СЈО, особено од аспект на тоа како беа проследувани доказите, како беа повикувани избрани новинари во специјалното обвинителство, преку нив практично се создава притисок на јавноста за едно прерано судење, јавно судење по предметите што ги покренуваше специјалното обвинителство. Мене сериозно ме убеди во фактот дека не имаме проблем со таа институција и подоцна, за жал, се покажа дека бев во право, бидејќи во еден поголем дел од случаите на СЈО, не велам дека немаше некои случаи во кои се постапуваше според материјални докази кратему, но во поголемиот дел од случаите, тогаш ќе за тоа многу зборувавме во таа емисија, се и обвинителството и судовите практично одлучија да постапуваат само врз основа на снимените разговори, врз основа на индициите, без да се спроведат посериозни истраги, поради што добар дел од истрагите доцнеа, некои беа започнати после оној рок законски
што беше дефиниран во законот, се уште важечкиот закон за СЕО, дали мандатот на ова обвинителство истекува објективно на 15 септември, тоа се уште важи тој закон. И поради сите тие околности, всушност, се создаде она ситуација да нема правда и да нема мир, нели? Не поради фактот дека криминалците биле толку мокни. Криминалците, велам во наводници, бидејќи не сакам за луѓе неосудени, дури и необвинети, некои дури не осомничени, туку така само спомнати како криминалци, да ги осудувам како такви. Значи, сакам да кажам, не беше правдата необслужена, донесена пред јавноста поради тоа што криминалците, пак ќе речем во наводници, бегаа од неа, успешно бегаа од неа, во крајна линија, нели, во поделбата на логите во општеството, тоа им е работа на криминалците, нели? Ако се веќе криминалци, работата е да им избегаат. Нелогично да очекувате некој да ограби банка и да чека да го фати полиција, нели? Работата, неговата улога претпоставува бегство во таа ситуација. Значи, не поради дејството на овие луѓе означени како и озрачени како криминалци, туку спротивно поради лошото работење на специјалното обвинителство, поголемиот дел, таму има се разбери професионалци и честни луѓе и некои што се вршат својата работа како што треба или најдобро како што умеат, но општиот впечаток беше лош, истрагите неквалитетни, некои затуцнити и сега покрај оваа ситуација со рекет, ние ќе се доведеме во ситуација да кога ќе се регулира третманот на сите тие започнати истраги, незавршени истраги, на целиот тој материјал таму како индиции, дел и доказен материјал, вештачење, така натаму, кој ќе се регулира со законот, за кој сега преговарат СДСМ и ВМРО ДПМН, ќе се свати всушност дека ќе имаме сериозен проблем со она што е работено до сега, што ќе се одрази понатаму. Сакате да кажете дека на начинот како што работеше се девалвира и дека во прашање доаѓаат сите оние случаи кои ги водеа? Апсолутно. Вие, ве молам, не можете нацртате една шема и да кажете дека фирмата X е офшор компанија во некоја земја, која и дала позајмица на фирмата Y, и фирмата Y дала банкарска гаранција за фирмата Z да работи нешто и да чете, ето тоа е криминалот. Чекајте, дали е легално да отворите офшор компанија во земја во која е дозволено? Легално е. Дали повеќето од тие спомнати белизе кои ќе ја кажат, тоа е територија на Соединетите Американски држави? Апсолутно. Дали е легално една не се тоа банана држави па да една друга фирма да даде позајмица? Добро. Да, легално е, тоа е легален инструмент денеска. Банкарската гаранција е легален инструмент. Што треба вие да кажете како обвинители, како истражители? Дека постојат нелегални пари, дека постои перење на пари, дека постои рекет, трговија со влијани, ова што сега се докажува во новата афера и така натаму, и тоа да го подкрепите со сериозни материјални докази, а не со цртежи и со рекла казала и со разговори кои според според закон за кривична постапка всушност не се валидни докази, дури да се легални, а камоли нелегално снимени. Така што мислам дека ќе се соочиме со голем проблем. Навраќајќи се на прашањето кога ми поставите како течеше моето инволвирање лично. Единствено што можам само да заклучам од се во ова. Бидејќи вие за ова, за работата на СЕО, имавте критика и пишувавте. Предпоставувам дека кога дојдоа овие ситуации, вас ве одбраа токму заради тоа, бидејќи имавте доволно доблести или критичка мисла да зборите и за тоа, и предпоставувам така тие што ви ги дале тие податоци, ве одбрале токму вас. Мислам, не сум одбран јас, Петко Станко, го одбраа Бранко Геровски, да дојде до, нели, рековте имате своји извори и уште одамна најавивте дека се спрема голема афера. Знаете како се случи тоа? Баш ме интересира. Ќе ви кажам, ќе бидам отворен, ќе ви кажам и понекогаш работите изгледаат многу поедноставни од колку што ги замислуваме. Не сум одбран, туку имаше сплет на околности што доведоа до ваков развој на ситуацијата.
според оно што подоцна го разбравме, овој клучен доказ, овие снимки што ги гледавме, каде што се дават пари, се водат разговори и така натаму, за кои јас имам сознание дека во нивната целокупна должина се некаде околу 70 минути. Значи, разбравме дека тој материјал е снимен во февруари годинава. Значи, пред јас и ти да Зашто во множина збориш разбравме? Разбравме затоа што ни беше кажано на сите на телевизија дека снимката е снимена во февруари годинава. Јас зборам кога прв пат дознавте за таква афера? Сакам да додам до тој момент. Значи, исто така разбравме од изјава на премиерот дека премиерот разбрал за снимката во меѓувреме и во април месец го пријавил случајот во јавното обвинителство кај обвинителката Вилма Русковска, пошто истото го сторил и бизнисменот Орце Камчев, кај кого дома е направена снимката, снимањето и така натаму, рекетирањето, давањето парите и се она што го гледавме на телевизија. До мене првите информации, а и меѓу колегите, прв пат се слушнаа некаде на почетокот на мај. Имало снимка, немало снимка, се снимало нешто и така натаму. И тоа период коинцидираше со мојата оставка и отказ од Слободен печат. И јас се најдов во еден момент во, како да кажам, во една ситуација после неколку дена, нели, патење околу целата таа ситуација, одеднаш човек се буди слободен, има доволно време и така натаму, и решив да раскажеме на сторија во врска со ова, знаејќи се, разбира, сега веќе знаејќи, информирајќи се кога да постои таков сериозен доказ, кој никогаш не го видов, или никогаш не немам видено ни ова, ни било која друга снимка од серијалот на што ги имитуваше. Мора да ми дозволиш под прашање. Повели. Значи, снимката, ти изјави дека снимката ја немаш видено Не. до нејзиното објавување. Не. Но, тоа што се случува на снимката, ти го доби како податок, така? Да. Може ли да прашам барем, Отприлика дали го доби Да. тет-а-тет, дали ти беше оставено на врата, дали ти беше пратено по пошта? Не, ми беше раскажано. А ти беше Да, раскажано? ми беше раскажано прика Зошто поверува во таа што приказна? содржи? Дали поверува во таа приказна кога прв пат ја Да, затоа што изворот беше мощно сериозен, на кој му верувам. И ми беа раскажани неколку детали од снимката. Дури и јас кога гледав сите детали што ги гледав на кога се појави во Ла Верита, дури јас бев изненаден за се она што се зборува внатре, но клучните детали, барем од оние што ги видовме, ми беа соопштени. Значи, кои се личностите, отприлика што се разговарало и така натаму, за да можам јас да бидам комотен, да кажам, тоа што го напишав уште во првиот текст, никогаш не го раскажав содржината на снимката додека не се појави снимката на телевизија, бидејќи преземав таква и човечка обврска, не сакав. Таа снимка не е правена за јас да имам што да пишувам и да ја забавувам јавноста. Таа е правена снимка од сосема други причини кои сега ги гледаме зашто е правена снимката. Но сакав да бидам сигурен и мојот извор да ми гарантира на некој начин дека снимката што постои на вистина е, како што опишав во една колумна, доказ ко врата. Значи, стврст... Како ви гарантираш? Стврст, на збор, се разбира, на збор и јас морав да... Зошто му верувавте? Затоа што имам доверба во личноста. Предходно сте се виделе со таа личност, Да, се разбира, долго време се знаеме. Потоа се приказната ја почнав, имав намера да направам еден серијал на приказни за она што реално го знаев, иако не знаев до кај ќе стаса. Пазете, тоа е 10 јуни. Ја напишав јуни, тоа е првата приказна за едно рекетирање на еден охридски хотелиер, неуспешно иначе, бидејќи на масата буквално му се слошува на човекот, кому јелот ќе даеш 200.000 евра и тој
буквално му се случува, ја го го Колабира. писка со вода, да, човекот се возбудува нагло, некако се спасува ситуацијата и човекот им вели буквално нака, добро, земите го целиот хотел, тој не прави промет 200.000 евра, камоли јас да ги имам тие пари да ви ги дадам, и така човекот го ослободуваат, практично се спасува. Ја напишав таа една филмска, колку комична, толку и трагична приказна. А тука е значи тој момент, знаејќи го овој податок Така, за овој хотелиер и ова што ви го кажа, вам ви се склопуваат работите. Ова приказна за хотелиеров. Човекот настрада, го изгуби хотелот? Не, ништо. Буквално го ослободуваат уште на масата, добро, оди си. Ќе му се сложи, ќе умре на маса човеков, се вели. Се извинувам што се смеам. И сега што се случува? После тој момент, после првата приказна, како да кажем, јас најавив дека е можно да има и други, како да кажем, други важни детали. И сега што се случува? После првата приказна, веднаш друг извор, сега тој веќе сериозен човек, политичар можам да ви кажем, ми се јавува и ми раскажува всушност за приказната во Битола. За обидот на Бојан Јовановски и неговата група да склучат договор, исклучен договор со градежното предпријатие Пелистер. За кој вие денеска пишувавте? Пишував уште тогаш. Значи, втората приказна, викам, ова се случило во Охрид и така натаму, а во Битола, тога се уште зборував. Еден јужен град, па соседниот град до тој јужниот град, не зборував Битола, бидејќи секогаш постоеше опасност да ме тужат во тоа време, јас немав ништо реално враќа, освен приказни луѓе на кои им верував, и на овој политичар се разбира му верував, ми ја раскаже приказната во прилично добри детали. И тоа беше веќе втората приказна. Дали вие контактиравте со овие спомнати во приказните да ви дадат изјави или беа исплашени или сметавте дека е контрапродуктивно во новинарскиот дел на работата да ги контактираш жртвите во тоа? Не, во старт се определив, знаејќи дека зборуваме за многу сензитивни работи, значи зборуваме за ракетирање, за барање пари, за стотици илјади и милиони евра, како што сега и се потврдува полека, и долго размислував дали да се обидам да трнам по стандардната постапка, да му сеам на ликот кој го нареков, не знам, Коки, да му сеам на ликот кој го нареков Лаки или Фрики, така натаму. Знаевте да кажам, тогаш и за Фрики и за... За сите знаев, да. Знаевте за сите. Предпоставам дека тука ви беше малце задршката затоа што беа инволвирани политичари и функционери на високи положби во институции. Задршката ми беше затоа што јас објективно не поседував никакви докази. Дури не знаев ни дека се води, дури после третото положение, јас фатив дека се води истрага во обвинителството околу овој случај. Јас мислев дека само ја постојам на планетава и ова приказна во моите раце. И сега како да ја раскажам, и се одлучив за тој езоповски јазик, да ги прикрием идентитетите и да раскажувам како фикција приказната, но со една обврска пред себе, да бидам сигурен дека она што го кажувам, колку што е можно сигурен дека е вистина, и да го напишам. Сега можеби, и ти ке речеш, и некој друг ке рече, можеби не било фер на тој начин да се раскажуваат приказни кратаму, но јас објективно немав избор, затоа што замислете да трнев со имиња и презимиња, веднаш фокусот ќе беше на мене, веднаш ќе се беше лавина туџби така натаму, можеби дури немаше ни да дојде до разгревање на аферата. Тој е период во кој никој друг освен мене не пишува за оваа работа. Никој, апсолутно никој. Лепдат приказните во воздухот, луѓето ги чекаат, ги читаат, ми веруваат, јас им верувам на изворите. Сме направили еден цел круг, јас, моите извори, моите читатели, круг на доверба. Да резимирам. Значи, вие за ова, реално првијата информација добивате негдека во мај месец? Да. Да, во мај месец. Според вашите кажувања, според она што го знаеме од изјавата на премиерот Зоран Заев, Орце Камчев и Зоран Заев имале средба. Орце Камчев го известил премиерот за ова што се случувало, а самиот премиер Зоран Заев веќе реагирал во април месец до јавното обвинителство. И Камчев исто така. И Камчев. Да, сето тоа се случувало во април, што го кажувате сега. Во април. Значи, ништо нема изненадување за
ни за премиерот, за никој во целава работа. Но, во целава работа, иако се пишува и тргнате некаков процес, Deus ex machina се појавува лаверита. Колку што ја разговарав со тебе и со некои други луѓе, на сите им беше големо изненадување што ова се појави. Зошто сте изненадени? Дали ја видовте претходно снимката? Дали очекувавте дека ќе ја видите, бидејќи изворот, нели, му верувавте на збор дека има и постои таква снимка? Како очекувавте прво вие дека таа снимка ќе се појави? Дали ќе ја види јавноста и како реагиравте кога ја видовте на лаверита, кога ја објави на целата светска јавност буквално? Видете, кога ми беше кажано што отплика содржи таа снимка и како е направена таа снимка, на кој начин, нели, тоа веќе не е тајна и се зборуваше за инволвирање на Бугарската тајна служба, разузнавачка служба и така натаму. А сега со лаверита гледаме дека е врзано и со Италија. Мене ми беше сосема јасно во тој момент дека не само што јас сум постапил правилно од почеток што не сум барал да ја видам снимката, туку му беше јасно дека и да сум барал, џабе ќе сум барал, бидејќи таа првенствена собственост на оно што ја направил таа снимка и дури сум убеден дека иако ете не сум стасал да го поставам и тоа прашање, дека со таа снимка не менаџира дури ни Камчев, самиот Камчев или луѓето кои се на снимката, кој е собственик тогаш на снимката? Тој што е направил, претпоставувам. Кој? Тој е што претпоставувате? Бугарската служба. Може да бугарската тајна служба. Претпоставам дека сметате ли дека бугарската тајна служба контактирала со нашата служба при реализирање прво, нова? Што мислите? Да се разбереме, според моите информации, луѓе од нашата служба биле запознати со овој обид да се документира рекетот. И тоа е во крајна линија и коректно. Бугарската служба, македонската служба, американската служба и така натаму претпоставам дека се работуваат на терен, бидејќи во крајна линија ние сме во истиот Западен сојуз. Апсолутно не би ме изненадело ако овој невозможно е, според мене, бугарската служба да направи нешто без евентуално да ги извести американците, италијанците тоа да го објават туку така. Целиот тој, убеден сум во тоа, целиот тој менаџмент на снимката, убеден сум дека оди надвор од влијанието, од желбите, ако сакате, на луѓето кои ги гледаме на снимката. Почнувајќи од сведокот, нели, на рекетот, тој Орче Камчев има статус на сведок во оваа постапка рекет, па завршувајќи до сите други луѓе, тие женски гласови кои таму се слушаат и така натаму, има еден машки глас што се слуша, нели, завршувајќи со Бојан Јовановски, Зоран Милевски, Кичев, со Сомничен и така натаму, мислам дека никој од овие луѓе, никој што знаел за постоењето на снимката, јас меѓу последните, нели, на тој список, не можел на никој начин да влие во менаџирањето на таа снимка и до тоа да таа дојде баш до лаверита, за која може би срамно, може би не, ја прв пат слушнав кога се појави лаверита, тоа е тоа, баш до тој лик кој некогаш се сретнал, не знам, со Ѓорги Иванов, па Билова, па Билона и така натаму. Јас мислам дека тоа менаџирање е надвор од моќта на луѓето кои се инволвирани на аферата рекет, но ево моќта на некој што сака да прави спинови, да испарачува некој друг тип на фактури, политички фактури и така натаму. И тоа веројатно е дел од цената што се плаќа за оваа афера, а не мора да се плати. Првата работа е клучна. Ја го имам како снимка, нема да го пуштиме мојата режија. Тоа е вашето интервју за Voice of America. Кој датум се реализира тоа интервју? Од прилика или кој месец беше тоа? Јуни исто беше, или Јас мислам дека тоа е исто јуни, кон крајот на јуни. Кон крајот на јуни. По Skype го правиме, значи јас сум се уште во Скопје. На крајот на јуни јас тргам на одмор во Грција. Тоа е јуни, да. Мојот заклучок е, бидејќи
очигледно дека Западот, американците пред се сакаат да воведат некаков ред, нели има тези една дека сакаат да ја уништат Македонија, но ако сакаат да ја уништат, ќе уништеа до сега. Очигледно е дека сакаат нешто да воведат, овдека некаков ред. И Voice of America одеднаш, после неколку ваши надписи во врска со оваа афера, ве ставаат на програма. Како јас сега тоа го перцепирам? Значи, јас шпекулирам сега, бидејќи јас сум само спектатор, гледач. За мене, ја не ве ни слушав што зборевте. Самиот факт што се појавивте на Voice of America, за мене беше порака. Не до Геровски, туку порака до јавноста и одговорните, дека вие тоа што го зборите, кога стои, бидејќи тоа ви беше прво интервју ваше за Voice of America, а Voice of America туку така нема да викне било кого за било која тема. Мене ми беше многу индикативно дека тоа што го зборивте веќе малце држи и вода. И дека американците праќаат сериозен сигнал ова да се расчисти. Како вие го свативте тоа интервју? Колешката Лилица Китановска, која го правеше тоа интервју, ми е школска, што се вели, од средна школа се знаем од гимназија. Таа ми се јави и искрено речено јас бев навистина изненаден, бидејќи не верувам дека пораките што се испраќаат преку Voice of America, дека туку така случајно се случува сето тоа. Го доживав и јас, како и вие, на известен начин, како некој вид на сатисфакција на она што до тој момент го работев, но и порака дека до македонските власти, дека не може веќе да се молчи за скандалот. Значи, видите, ако во позадина се води некаква истрага, ако премиерот отишол 2 месеца пред јас да пишувам, или месец и половина, или месец дена, не е важно, кај обвинителот, ако за тоа веќе во јавно-обвинителските кругови на големо се зборува, ако моите приказни течат, ако ништо од тие приказни до тој момент не се демантира, туку само се зборува и се врши притисок да се кажат ликовите, а не се вели ова не е точно така натаму, значи мислам дека во тој момент некој паметен, че знае кој е паметен и кој е стечениот управник во оваа земја, да го нарекувам во наводници, нели? Некој паметен сепак сфатил дека оваа работа не може да се држи под тепих, дека сепак мора да се менаџира јавно и дека таа работа сепак ќе мора да се отвори јавно, бидејќи ќе дојде време, ден, момент, кога ќе мора луѓе да се апсат, да се сомничат и ќе мора да има правна разврска на ситуацијата. Јас тоа интервју го разбрав како сигнал дека работава ќе оди сериозно кон разврска и морам да кажам ми беше на некој начин задоволство затоа што ми беше потврда дека сум на вистинската трага и можеби малку и охрабрување бидејќи секогаш постои страхување да не сгрешите, да не некому направите грешка, да не некаде направите и сигурно е направен некој ненамерен фаул во таа утакмица, но пораката беше сериозна бидејќи да потсетам во меѓувреме подоцна тука дојде Рикер, ако се сеќавате, со исто така со сериозни пораки во врска со аферата ова. После неговите 10 дена, после неговата пораки тука упатени лично на државниот врв, според мене, според моето толкување, очигледно неразбрани доволно сериозно, се обраќа Палмер и дава потврда изјава, многу потврда изјава, дека треба да се иде во сериозна и длабинска правна разврска на ситуацијата. Сега може би вордикот не беше баш ова, но горе-долу тоа изјава е дадено повторно на Voice of America. Значи, се разбира. А тука веќе снимките се објавени? Не се објавени. Не се објавени. Значи, да заклучам, вака, во целова шпекулација, дека снимките се појавуваат најверојатно кога веќе се чувствуваат дека во јавноста, дека и покрај сите пораки, овој процес не мрднува. Предпоставувате така, се сложувате или? Мрднува затоа што нели имаме во меѓувреме
сега да не сгрешиме во Термините, добро, во времето, во ред. но ги имаме првите 28 личени, ми се чини, во моментот кога снимките избиваат во јавноста. Веќе ги имаме првите 28 личени, тоа се Бојан Киче Ивановски и Киче Цибоки, но мислам дека се снимките избиени во фазата кога почнува спинувањето и кога почнува испоставувањето на политичката фактура, ако можам така да ја речам, на политичката цена на рекетот на маса. И тоа е оној момент кога всушност јас во една од моите колумни буквално се самопоканив на средба кај премиерот и кажав зашто се самопоканувам. Дали сметате дека ви беше тоа добар потек? Па И зошто баравте средба со премиерот во целава работа? зошто барав напишав во самиот текст каде што се самопоканив. Ама еве, А дали ми беше добар потек во овој момент, навистина не знам, можам да кажам дека ми беше искрен потекот. Имено со премиерот сакав да разговарам за евентуално политичките последици што ќе уследат после оваа афера, бидејќи има впечаток, искрено да ви кажам, до вечерва се уште имам впечаток, дека има кај премиерот и кај владеачката партија, кај СДСМ, едно, како да кажам, една недоволна свесност за тоа колку страшни и трагични можат да бидат последиците на овој скандал од политички аспект за нив. Сега, јас не сум тој што е избран да го советува Заев, како што нели Заев не е обвинител, не е истражител, не е суди и така натаму. Не сум тој што е избран да го спасува или да го руши СДСМ како што подоцна ќе реше Заев, нели? И така натаму. Тоа не е моја улога, никогаш сум немал таква амбиција, но мислев дека еден сериозен разговор можеби ќе придонесе да отприлика менаџирањето на оваа криза, која е штетна не само за актерите, туку е штетна и за Македонија, затоа што може да доведе и до политички последици во смисла да речеме, еве, не знам, ако не се менаџира како што треба, ако не продолжи истрагата, ако немаме правна и политичка сериозна разлика, што е спречува било која европска држава утре да рече на овој тест за борба против високата корупција Македонија не го положи и сега треба да го положи, ете ви нов бенчмарк за нашиот евроатлантски процес во натамашното движење кон Европската унија. Значи, буквално мојата желба, не знам, можеби беше глупава таа идеја, беше да укажам на овие битни работи, бидејќи имав чувство, и пак ќе повторам, и се уште имам чувство, дека тоа доволно не се разбираше, дека тоа доволно се уште не се разбира, а не ми јасно зошто. Буквално не ми јасно зошто. Нема да шпекулираме зошто? Фрики, Мики, останати кои ги знаете, сите шпекулираат, кои не ги објавивте тие имиња, иако најавивте, но нели објаснивте зошто не ги објавувате тие имиња, кога немате цврсти докази во моментот, дека се инволвирани партиски, политички функционери, блиски до власта или од власта, и дека мислам дека потребен е, барем моја шпекулација, во таква една ситуација, голема анализа на еден harm reduction, колку од тоа диво месо или нели труло месо можеш да отстраниш и да преживееш. Иако има една варијанта дека со ова, нели опозицијата, ова е добре дојдено. И вика готово, владата е корумпирана и паѓа. Од друга страна, владата од ова може да излезе како голем победник и 2 мандата да вози на ова, ако го истера до крај. Тоа е моја шпекулација. Но ми интересира да се навратиме на изворот. Кажете ми, тогаш, бидејќи главниот наратив, бидејќи сега сте бележан како непријател на СДСМ и така натаму, дали сте примиле пари и дали имате некаков дил, сега знам тривијално е прашање, ама морам да ви го поставам и ќе ви го поставам. Дали материјална некаква добит имате од целава оваа приказна, например, гаранција дека ова ќе се истера или евентуално ако има евентуално судење во кое би биле вклучени, ќе ви бидат покриени трошоци и слично? Сите шпекулации
дека сум примил било какви пари, привилегии или било што поврзани со актерите на оваа афера или со било кој, се тотални лаги и инсинуации. Тоа го тврдам одговорно. Вие знаете дека бев под директни закани, имало снимка дека сум земал 25.000, па имало снимка дека сум земал 75.000. Иако пак не се се објавија објавила тие на 2 август. Јас тогаш јавно бев на одмор во Грција и порачав, не чекајте 2 август, кој се плаши, јас ќе објавам снимката, лично, пратете ми ја слободно. Јас ќе ја објавам. Јас ќе ја објавам прв. Нека ми ја пратат, одма ќе ја објавам. Значи, секој први во месец, не е баш први, но во законскиот рок примам редовно плата од слободен печат до крајот на годината. Примам повремено хонорари, па добро, мислам дека ми сум заслушал тоа да го направам. Не зборам, јас само викам за блазесити. Да. И тоа се приходите што ги имам. Во на кавга со Сејо претходно што ја спомнавте, јас бев јавно преку Фејсбук и подоцна и во писмен допис и понудив на специјалната обвинител Катица Јанева да извршат увид во моите приходи и имоти, моите, на мојата сопруга, на двете големолетни деца, возрастни деца, и родителите ми се покојни, и просто да се уверат дека сите тие спекулации во она време беа лажни. На сите луѓе што во меѓувреме ме обвинуваа, им го кажав исто. Повелете, прашете ме. Добро. Ќе ви кажам. Господине Геровски, нема ништо од сето тоа. Како се одвиел рекетот според вас, според сите овие сознанија, она што го видовте, она што вашите извори ви го кажуваат, и кој све е инволвиран по вас, ако не идеме директно со имиња и позиции на одредени институции, барем, еве, јавноста, ја гледате, мојата публика што се јавува во живо, има и интелигентна, и има и луѓе кои работите бараат поедноставно. Па јас сум секогаш за тоа наративот да биде што е можно поедноставен. Како се одвивал овој рекет, колку време е траел и што по вас, колку милиони се изрекетирани на овој начин? Прво да кажам дека точно е дека јас не ги обелоденив имињата на Кики Фрики, но тоа го сторија некои други медиуми. Така што, но јас обелоденив некои други имиња, многу поважни од Кики Фрики, кои имале од владеачката партија, кои имале контакти со Бојан Јовановски, и сега отплика ќе се обидам да јас реконструирам како е створена ова мало и официјално крунисано рекет царство. Велам официјално крунисано, бидејќи сите видовме ние фотографијата на Бојан Јовановски со круната на главата, и сите го видовме оние ликови од она видео кои беа присутни на крунисувањето на, во наводници, највлијателната личност во Македонија. Тоа видео еден ден јас ќе го ставам, можеби ќе го повторам секој ден, за да сватат луѓето дека да ја сватат сопствената грешка. Ќе ви кажам многу едноставно. Значи, никој не верува во оваа држава, никој сериозен не верува дека еден лик каков што е Бојан Јовановски, кој денеска вели јас сум сопственик на еден телевизија, утре вели ја не сум сопственик на еден телевизија, туку татко ми заутре некој трет сопственика на еден телевизија, и никој во држава не знае да го истражи скриеното сопствеништво. Значи, еден лик за кој, ако сте премиер, ако сте заменик председател на СДСМ, ако сте министер за внатрешни работи, ако сте било кој важен функционер во оваа влада и во оваа партија, треба да знаете дека тој лик е лик од српското реалити шоу, како се викаше, Big Brother, нели? Треба да знаете, мора да знаете, дека е тој лик кој има зад себе досие на измами, дека тој е човек кој нема трансакцијска сметка, како што имате вие, јас, сите овдека. Зошто? Самиот објаснува на телевизија, затоа што е изгубил во некој судски процес, па се не може да ја појави трансакцијска сметка, нели? И сега вие, тој лик доваѓа во Македонија, Deus ex machina, преку неговите
нели врски по таа северна вертикала Скопје-Белград, која според мене е многу битна за целава приказна. Однеднаш доаѓа во Македонија, се појавува како големиот газда на една телевизија и како добротвор, носител на една хуманитарна организација Меѓународен сојуз и го примаат, замислите, премиерот, го примаат сите поважни министри, градоначалници, потпишуваат меморандуми, човекот го објаснува својот фантазмагоричен, непостоечки, измислен проект за пензионерски домови, мобилни тимови за грижа на пензионери, не знам и што и така натаму. И вие сте премиер, замислите, или сериозен политичар, и го примате и подпишувате меморандум и сакате да ми кажете дека не знаете ништо за неговото минато, не знаете ништо за неговиот бекграунд. Во крајна линија ќе одам до една дрска констатација. Па го гледате човекот да му се не види, не ви треба никаков бекграунд, просто гледате со кој гледате работа. Па со брата Рој подобар ли беше? Добро, поише пари имаше тој. Добро, со брата Рој имаше проблем, му беа скинати, нели, овие... Да. Одеш стоелече на место соба. Да. Но невозможно е такво нешто да се случи во една сериозна држава, во една сериозна партија, во една сериозна влада. И сметате дека е тоа случајно или пропуст или намерен пропуст заради евентуална некаква инволвираност? И ден денеска се прашувам колку е тоа намерно, колку е случајно, кога ме прашуваат луѓе. Верувате ли дека се инволвирани? Дали премиерот Зоран Заев директно знае за се во ова инволвиран? Ја имам одговор. Одбивам да помислам на такво нешто. Знаете зашто одбивам да помислам такво нешто? Не затоа што сакам да верувам во светлиот лик на Зоран Заев и во неговата непорочност. Сите сме на некој начин порочни така натаму. Не заради тоа. Просто е премногу глупаво сето тоа. Да. Просто е премногу идиотски, да го употребам неговиот ве разбирам. Збор народски кажано, да влезете во една таква глупава манипулација и утре да бидете озрачен. Тоа е дури, да речам, понесериозно од неговите контакти со руските пранкери, што иначе еден од неговите, мислечени, најсериозни гафови. Тие сеанси со руските пранкери. Ова што се случувало е уште пострашно од тоа. Значи, влегувате во шема со човек за кој мора да знаете. Ако не знаете, мора да го видите вака во фачата и во појавноста, сватите дека човекот спорен. И како би можел вие како премиер да седите со таков спорен човек и да подпишете меморандум и да верувате во бајките што ви прикажува и да не се прашате дали овој човек можеби не ме злоупотребува или не ја користи мојата, не знам, добрина да речеме, за да стекне некаква позиција. Но во април го пријавил во јавно обвинителство. Добро, ама знаете што се случувало во сиот тој период претходно? Тоа е драмата. Значи, јас пишував во моите колумни, фикциски колумни, се извинувам, со измислени имиња, пишував не за снимката кај Камчев, пишував за десетина луѓе кои исклучувале такви, како да ви кажам, безобразни договори за да префрлаат пари. Тие луѓе контактираа со вас? Нема потреба, тие луѓе после се појавија, договорите се објавија и така натаму. А како дојдовте до тие договори вие? Знаете, кога почна првата приказна, втората приказна, мојот телефон не престануваше да звони и не престануваше да ги добивам преговори. Сака да кажете дека луѓе тогаш се охрабрија да зборат? Апсолутно. Јас можам да ви кажам дека имам, ајде да го наречеме, извор, односно свиркач, од најблиската околина на Бојан Ивановски. Во периодот на кога се случуваат овие драми со Меѓународен сојуз. Како и да е, тие документи, јас не стасав... Зошто тој свиркач решил, на таа пара, на сето тоа, да го каже тоа? Дали веќе му било јасно дека е тоа... Не, видите, има луѓе, мораме да сватиме дека има луѓе и честни на светов и може да залута по некој чесен некаде. Има луѓе кои не можат баш се да гледаат што се случува пред нивните очи и има луѓе што се спремни
да го кажат, иако можеби не сакаат да ризикуваат. Многу сте внимателен, многу сте прецизен. Ни име, ни функција, ни институција не можам да излечам од вас. Тама на работа, што би личило кога јас би ги открил моите извори. Па тоа е моја етичка, сериозна етичка обврска да ги откриам тие извори. Но и мое легитимно право да се обидам колку можам да дознам повеќе. Јавноста. Дали, ако евентуално се дознаат некои работи на страна судење, тужење и така натаму, дали тоа може да го компрометира судскиот процес во евентуалната истрага, ако сега веќе некој пропее, каже, да, јас сум градоначалник на таа и таа општина, еве документ, мене ми зема, платив, не можев да играм поинаку. Или е попаметно да чекаш во целава работа, да отидеш на суд и да го изнесеш како доказ. Бидејќи доказ, не знам какви се постапките. Дали доказ веќе е еднаш изведен како што излезе за снимкава. Дали сега таа снимка ќе биде валидна пред судските органи овакво што е веќе во Ј, затоа што излегла во јавност. Снимката оваа ќе има исти третман како што имаат и сите други нелегално снимени материјали. Од Шарената револуција. Од Шарената револуција, од било каде. Добро. А јас во ова студија сум кажувал дека во такви снимки во принцип не полагам премногу надеж како квалитетен доказен материјал за на суд кога ќе дојде. Но, значи, кај се парите? Тие се индици, снимки индици, врз основа на кои луѓето ќе почнат да кажуваат. И сега да ви одговорам на прашањето. Значи, повеќе луѓе дале пари на различни начини, дале пари вложиле во ова рекетарско царство, за да добијат, предпоставам, некаква милост, привилегии, било што и така натаму. И дел од тие луѓе веќе дале искази пред обвинителот. Некои луѓе дури ме праша што дали јас мислам. Дали има меѓу нив политичари од власта, од СДСМ? Не. До сега јас не знам. Нели градоначалници и така натаму обиди за рекетирање и така натаму? Не, онаа битолска приказна, битолската градоначалничка, еве веќе можеме отворено кажеме, според моите сознанија, според приказната ја што ја раскажав, која на крајот се потврди како таква, испаднала многу храбра жена и таа буквално не прифатила ништо од овие дилови, одбила да им заврши работа на Силја Мицевски, собственикот на Пелистер, и на Бојан Ивановски. Тој договор не стасав јас да го објавам, кажав дека го поседувам само, но колегата Миомир Серафимовиќ од Телма го објави тој договор и тоа е тој договор. Тој договор ни покажува отплика како функционирало ова царство. Внимавајте, едната договорна страна, тој е Меѓународен сојуз на Бојан Ивановски, таму има потписи, печати, потпишани се 4 луѓе, материјално финансиски одговорни луѓе од Меѓународен сојуз, и од другата страна е потпишан Силја Мицевски, има печатен, објавено тоа, нема никаква тајна. Силја Мицевски има даден исказ за оваа работа. Значи, едната страна, Меѓународен сојуз се обврзува што? Да му обезбеди наградителот Пелистер на Силја Мицевски, да му обезбеди градежна дозвола, градежна документација, поволна локација, пренамерна дури на локацијата, бидејќи таа локација се наоѓала во Битолската касарна, па има после ургенции до градоначалничката писмени, па и усмени, ајде ова да го пренамениме и ќе го правиме хотел, нели, без да се менува деталниот урбанистички план. Во договорот пишува дури и обврска пред Меѓународен сојуз да обезбеди државни субвенции за овој проект. Ова со пензионерските договори. Замислите, Бојан Јовановски преземе обврски како да е влада у држава. Бидејќи владата решава. Врз основа со што мафта Бојан Јовановски и со што доаѓа пред градоначалниците? Мафта со оние меморандуми. Со која сила он ова го прави? Клучната работа. Одеднаш замислете, Јанко е рекетар. Се ќе речат, чекај бе, па кај овој Пришипљенко до вчера правел бербатлаци ово она, одеднаш има толку моќ да тресе големи фирми. Еден Орце Камчев да му кешира милиони, други да му се тресат, да му рекетира. Значи, кој бил зад него? Бојан, оравче од рука со машичка нема да му земеш, ама кој бил со него? Како идела системот? Зошто? Ве прашувам. Дали имате сознание? Затоа што ние, кога седнуваме овдека, како екипа, што знаеме, бидејќи тука сме у фела, премногу е мала Македонија, века идат едни.
па ќе ти кажат што треба да направиш. Па ако не доаѓаат други. Па доаѓа Боки лично со тоа. Па ако не после тоа доаѓаат тие каде што веќе пепел на темелите. Јанко, Ова се народни приказни. Јанко, сите знаеме. Не знам. Само се преме недоветни. Значи, Сите знаеме. Значи дека имал голем грб од големи луѓе за да го прави ова. Ти велиш вака, кој сум јас, Јанко, ако дојдам и ако ти побарам пари за рекет? Ама и ако ти си- имам ти си неколку во право. големи луѓе, Меѓутоа, ако ми е Доналд Трамп позади грб, ако ти ми кажеш, види, јас сум седел со премиерот и сум договорил за ова што сега ти го предлагам поддршка од владата и сум подпишал евентуално меморандум со овој, со оној трети, четврти граначалник и така натаму, неколку граначалници имаат подпишано меморандуми за поддршка на проект. Министерот Сугаревски има подпишано поддршка за меморандум со поддршка проект. Сега не велат вака, ама нема правно значење тој меморандум. Јас се согласувам дека нема правно значење. Добро. Но има големо значење, бидејќи е јакне позицијата на тој што доаѓа на масата и вика дај сега господине Силија Мицевски, дајте 750.000 евра за оваа прекрасна идеја. Тој аванс, после ќе градиме, после се големите трошоци. Просто за идејава, просто за ова што сум го оставил на маса папирот, вие дајте ми на мене 750.000 евра. И Силија Мицевски вади пари, ги плаќа. Да биде трагедијата уште поголема, бар да ги платил човекот парите на Меѓународен сојуз за како прва договорна страна и да се разбере некако, да не мора да се мачи финансиската полиција да објаснува зашто не видела тоа што видела, да не мора да се мачи УЈП и така натаму. Не! Тој вели нема да ги дајате на Меѓународен сојуз, ќе ги дајате на една бабичка, чија е идејата и ќе ја платите идејата со авторски хонорар од 750.000 евра. Знам, го напишавте тоа. Јас тоа е факт, тоа е објавено. Го пишува во договорот, внатре, и тоа пишува. Авторски договор и тоа пишува преку македонска авторска агенција. Тоа поминало се. Бабичкава оди во УЈП, плаќа 10% данок, за да не биде нели Нелегално, така? Да. Тоа го гледа финансиска полиција, па имам објаснување. Бе го видовме, ама ни објаснија дека ова е нешто легално. Како може да се плати услуга со авторски хонорар? Кај е тоа легално? Значи, може ли институциите да реагираат на време, да го видат тоа? Но, замижале. Се, ако немате грб, ако немате нешто што ќе ве држи силно и ако не е таа силна поддршка, не сум сигурен дека ќе успеете тоа да го направите, она што му успеало на Бојан Јовановски. И затоа чув вечерва изјава пред Централниот одбор, вечерва заседава Централниот одбор на СДСМ, може би завршиле, не знам. Ќе прочитаме во меѓувреме, сега ќе направиме меѓувреме. пауза, па може би ќе биде добар апдейт. И пред тоа председател на СДСМ премиерот Зоран Заев вика истрагата, ако утврди дека има виновни, тие ќе сносат политичка одговорност. Да, од самите. Добро? Да се разбереме, ако истрагата утврди дека од политичкиот врв на СДСМ има кривично одговорни, што има тие да сносат каква политичка одговорност? Тие ќе идат у притвор заедно со Ако Боки, биле со Катица и така инволвирани, натаму. например, во смисла да биле прелажани, ја така го сватив премиерот. Мислам, знаете, до некаде и можам да се согласам со вас, дека навистина на било кој премиер, на било кој, не му треба една ваква работа од еден ваков лик. Мислам дека повеќе ова е една лакомост на ликови околу него кои добиле малце сила, чувствувајќи ја меѓународната поддршка која има новата власт и она што го направија и така натаму, дека малце се занесува во силата што ја имаат. Ајде да направиме кратка пауза и ја да не шлајфувам во празно, таман ќе ги видиме и новите информации. Што се случило вечерва. Вие рековте, вечерва очекувам оставки. Тоа е барем најдоблесното што може партијата на власт да го покаже. Останувам тоа што реков, да. Се враќаме за неколку минути назад во студио, почитувани гледачи.
Почитувани гледачи, добро вечер уште еднаш, повторно во студио со новинарот Бранко Геровски. Господине Геровски, завршивме со ветување дека ќе отвориме малце веб страната, бидејќи е актуелно, иако ова ќе иде и како реприза, па тогаш ќе изгуби на актуелноста, но не бевме сигурни, бидејќи во моментот кога го правиме интервјуто се одржува централен одбор, така ли се нарекува, на СДСМ партијата, каде што најверојатно е инспирирана и иницирана заради оваа афера Рекет. Веќе прочитавме што стојат на вашата Плюс Инфо страна. Што имате да искоментирате сега од последните изјави во врска со сева ова? Ако сега пред кратко време прочитавме изјавата или дел од изјавата на премиерот Заев. Да, и прва точка на дневен ред била аферата Рекет. Да. Добро, тоа не е невообичаено. Вообичаено на седниците на Централниот одбор се најважните политички прашања. Што ме прва точка, тоа е потврди дека ова е навистина најважното политичко прашање во овој момент. Од она што го кажа премиерот Заев, практично ја повтори претходната изјава пред почетокот на Централниот одбор, односно според него нема грешки во раководните луѓе на СДСМ поврзани со Рекет, но ако истрагата покаже поинаку, тие луѓе ќе сносат политичка одговорност. Запрашан на прашање зошто во новиот подпредседателски тим на СДСМ ги нема Фросина Ременски и Александар Кирацовски, ако добро разбрав, председател на СДСМ одговорил дека им истекол мандатот и тие не се делот, но продолжуваат да бидат дел од Централниот одбор. Тоа е единствената промена за која бил прашан. Не знам дали има некои други прашања така натаму. Не можам да ви кажам. Добро. Но нема потреба да зборуваме за конкретни ликови кои веќе беа спомнувани во медиумите како блиски. Да не забораваме, Фросина Ременски беше почесен, ми се чини, подпредседател на Меѓународен сојуз и присутна на сите поважни настани на ова. А господинот Кирацовски е човекот кој фацилитирал, овозможувал нормално од позицијата генерален секретар на партијата, некои од средбите на кои всушност се разговарало за овие спорни договори за кои зборувавме пред малку, например средбата во Битола е овозможена со негово посредување. Така што ако постои некаква вина, тој смета дека тоа не е вина, јас му дадов кредит, окей, тоа не е некоја голема вина, тоа е работа на генерален секретар, иако јас не би го направил тоа, што го направил тој, но јас Кирацовски. Во секој случај, новитетот е ова. Јас на ова можам да го прокоментирам со следново. Од прилика, повторно, не ја разбирам позицијата и ставот на премиерот Заев. Еве ќе ви кажам зошто. Во првиот дел од емисијата објаснував дека познанството, поддршката, моралната поддршка, меморандумите, подписите, фотографирањето, сликањето и така натаму, сето тоа значело билдање на царството на Рекетот на Бојан Ивановски. Сега барем во оваа фаза на аферата, кога се расплетува, ако не било јасно ова во април, ако не било јасно ова пред април, ако не било јасно кога јас сум ги пишувал, барем денеска е јасно дека ова е вака. И сега зашто не разбирам? Вие имате една ситуација кога обвинителката Русковска вели вака. Од прилика во следните 3 месеци, на истекот од следните 3 месеци некаде се очекува да падне обвинението, да биде покренато обвинение за случајот Рекет. Колку луѓе ќе има, уште кон колку ќе се прошири истрагата, ќе видиме. Јас лично очекувам најмалку 5 луѓе да бидат опфатени со истрагата во ова. Покрај овие тројца, уште најмалку 2 ќе има во истрагата. Осомничени и веројатно обвинети, ако истрагата напредува според темпото што е до сега. Значи, пазете, тоа ќе се случува за 3 месеци, некаде кон крајот на годинава. Откако ќе избие обвинението, ние со обвинението, со деталите од обвинението ќе се занимаваме па најмалку уште месец или 2. Ќе дојде јануари, февруари. Па потоа ќе се закажат првите рочишта. Па тоа ќе биде нов театар
во јавноста. Можеме да го замислиме театралниот лик на Бојан Јовановски кој дава изјави, камерите, навлегување во судница, неизлегување за време на судењата, зошто не би биле отворени судењата, сите други судења беа отворени, тоа ќе биде отворено. Тоа ќе биде реалити поголемо од големиот брат. Реалити шоу. Поголемо од тоа. Не разбирам, не ја сваќам логиката на владеачката партија, зошто треба во целиот овој период да се трпат неверојатни политички штети, а тие веќе се трпат. И зошто со оваа голема, па да, со оваа голема опашка, со оно одбивање гангренозното ткиво сега да се пресече, со опашката сега да се пресече, со оваа опашка практично да се влета во наредните избори. Еве нека биде во редовниот термин. Ние не сме далеку и од редовниот термин на изборите. Ја не го разбирам, да сум, не знам, може би има некој друг план, може би има некоја друга логика. Јас просто ја, како да кажем, ја артикулирам мојата едноставна логика. Кога јас би бил во позиција, во чевлите на Заев, ја би се трудил ова да го затворам од политички аспект, како штета према неговата партија, веднаш сега, денеска. Не денеска, вчера, ако може. Ова одлагање, од прилика, не го разбирам. Бидејќи досегашното одлагање, обидите за криење досегашното, не успеа. Ние се денеска се извинуваме, ама се подсмеваме на изјавите кои ги слушавме од самиот Заев, во текот, внимате, внатре се во притвор, како осомничени се Боки Тринаешка и Милески. Ние знаеме, избиваат снимки, се навестуваат дека сериозни докази, еве уште ги нема снимките. Ние знаеме дека тоа, јас го нарекувам бомбашки рекет. Знаеме дека тие луѓе располагаат со бомби, знаеме дека има персонална врска Бојан Јовановски, уценувале со снимки кои датираат од чарената револуција. Да, или со предпоставка дека има снимки такви, и уценувале со влијанието на најмокниот човек на македонското правосудство. Дали добивте информации дека они на таков начин го вршеле рекетот? Бидејќи рекет да вршиш, треба со нешто да го уцениш. Со што ги уценувале? Еден поранешен скопски градоначалник Заев рече, све што има в снимки ги дадов во СЈ. Јас знам за една снимка, дека ако имал повеќе, не знам, но може да има разни снимки. У смисла СДСМ, све што имал снимки за време на шарената револуција, се предадени на СЈ. Да, тоа е така, да. После слушавме снимки. Единствено. Отидете на пазар во Приштина, можете да купите со снимките. Така. Ја верувам дека се Елчека предадени. објавува снимки за Дуи. Кој не, рускева мрежа, како се викаше, заборавивме таа. Но овдека гледаме, кога се појави торбата со пари, експлодира се. До тој момент ништо немаше. Торбата кога ја видовме сите, народот полуде. Све слушавме, све знаевме, слушавме бомби за Дуи, слушавме бомби за ова, ништо. Те читавме тебе. Ја видовме торбата, снимката, како се брои кешот, експлодира се и тоа доволно збори за се. Но дали одлагањето, прво, зема одмор. Од кога е Катица Јанева осомничена во целата работа? Па даде оставка, па отиде на одмор, па Русковска отиде на одмор, па судовите отидоа на одмор, па го најдоа мобилнот, бил реформатиран, па чекај денес, чекај утре ќе го земеме компјутерот, па дала изјава да се бришат компјутерите, па Фетаи полуде, плукаше у камера, ја пцуеше, имаше, значи, прилично е, значи, човек не може да ја фати констелацијава на сите овие случувања кои просто влегуваат во еден, ајде да кажам, не некоја развивање на афера да ја следиш, ова веќе доаѓа до апсурд. Ја не бе осомничена пред 2 дена. Официјално осомничена. Официјално. Пред 2 дена. Затоа што откриена дека добила определени мерка, како што рече обвинителот, се зголемиле основите за сомневањето, ако добро цитирам. Но сите овие работи што ги кажавте пред малку, на сите нормални луѓе, би рекол, во оваа земја, ни кажуваа дека во специјалното обвинителство, во власта, во обвинителските кругови, во оваа група на луѓе кои, еве веќе,
една, најважната, може би, најважниот лик стана осомничен, ама ќе има и други осомничени, претпоставувам. Значи, во таа група постои владе хаос. Дека на дело се обиди да се заташкаат докази, да се скријат така натаму. Покрај феријата, редовната судска ферија, независна судска ферија, дури и председателот на државата Стево Пендаровски почувствува потреба да каже дека Добар говор му беше тоа. Беше добар говор, треба се прекине феријата. Немојте сега, вие сте на ферија, седите на плажи, па уште горе долу. Од државата гори. Горе долу мање више на исти плажи, на истиот крак се. Ова тоа е за да се зголеми естетикава на драмава, на сапуницава што се случува во Македонија. И вие во такви околности имате овде се ништат докази, се преформатираат компјутери и така натаму. Телефони, па не биле два, сега испадна еден, па не биле, уствари, два имало 3 телефона на крајот, третиот бил спорниот, овие два биле нормалниве. При такви околности вие имате вонредна состојба и мислам дека состави предолг период за криење. Но и покрај тоа, јас имав големо страхување искрено дека воопшто ќе дојде до ова. Воопшто ќе дојде до сериозно сомничење на тоа го споделив и на Facebook. Претходно дури дента кога беше доделен 30-дневен притвор на Катица Јанева, јас депонирав кај тројца пријатели еден пост кој подоцна го објавив, кај што всушност ја споделив една спекулација што има слушнато претходно и која за среќа се покажа како неточна, и јас да промашам нешто. Фала Богу да промашам нешто, дека всушност ќе се оди на куќен притвор и на минимална некаква банална Зошто мислите дека работава? Но таквиот став еве ако ја следевте и синоќешната моја емисија, и од каков таков народ ги слушнавте. Значи, скоро никој не верува дека ова ќе се расчисти, дека ова ќе има праведен и така натаму развршница. Но, според изјавите на премиерот, според изјавите на председателот, според делувањето на јавниот обвинител, 30-дневниот притвор на Катица Јанева, продолжување на притвор на Бојан Јовановски и на Кичец, извинам, името не може да се сетам сега, покажува дека работите, да, доцнат се согласувам и како председателот на државата кој рече, ало бе, сега ќе се бањате кога имаме драматична ситуација, но еве работиве се забрзуваат. И седницава вечерва на СДСМ која покажува дека и таму врие и очигледно и они ќе се прават некаков ветинг или некои ликови полека ќе исчезнат. Можеби нема да понесат кривична одговорност, ама барем политичка. Се во се некакви добри пораки во целава работа. Она што охрабрува и поразува во исти момент, господине Геровски. Трагедијата на нас како држава не е во тоа што дали знаеме да измиеме улици или да позајмиме или да вратиме пари и така натаму. Нам ние што кога треба да се соочиме криминал, ние не мрдаме се додека не чукне меѓународна поглава. И додека американците, преку Voice of America, преку нивниот амбасадор, преку нивните високи функционери, не ни испратија порака, ја бидејќи гледам дека сите се изненадени од се во ова. И мислам дека ако не видиме конкретни резултати брзо, дека ќе имаме уште нови снимки, ние лаверите и ги најави, ако не се лажам, дека ќе продолжат. Надеж или депресија? Губиме да си ги пакуваме парталите и да идеме, или да се надеваме дека сега ЗЕФ ќе има по втор пат историска шанса, оние имаше историската шанса кога го сруши ВМРО да постави нов систем. Овдека стално го зборевте, така? ВМРО не чинело, биле режим, еве дојде. Но овдека сериозна корупција видовме. Сега, ако он успее ова да го хирушки, да го не може хирушки тука ништо, нели, но да го отстрани ова диво месо, ова труло месо, овде може да се направи прв пат во историјата на Македонија, не зборам од античка Македонија, еве ако сакате, да се направи еден голем пресврат, дека овде има еден морал и етика над криминалот, над она што се народов веќе не верува. Народов не верува во правда, не верува во политичари, не верува во вас, не верува во мене, не ни верува, во ништо не веруваат. Затоа што за се прелажани, за се замачкало и така натаму. Ме интересира сега, од се во ова што го видовте до сега, што чувствувате? Значи, можеме само да шпекулираме.
Ја би сакал да бидам толку голем оптимист како ти, Јанко. Јас сум оптимист. Така ми зазвучи. Добро. Оптимистички и да ја видам ова убава слика, но како човек што ја отвори аферава, некако со мене почна со тие мои приказни. Претходно ништо не знаеме за сево ова. Чувствувам должност да дувам и на маченица, и на јогурт. Зошто? Затоа што во целиот овој период, откако ја отворив аферата, прво се очив се на неверојатна осаменост. Никој не те прати, никој не следи, сите ќутат. Подоцна кога почнаа новинарите се заинтересира и така натаму да пишуваат така натаму, се соочи во целиот тој период со драстични напади, со хејтерски напади, со цели булументи организирани и така натаму. Па тоа се истите шарени кои ви беа сојузници за рушење на претходниот режим. Сега, така е, не велам. Сега не се сврте, не почувствува како е да сум јас. Не велам, не, јас почувствував за разлика од тебе претходни сега. Јас и како да кажем, ја не сум почувствувал како да биде поинаку. Ама имаш време и тоа можеби ќе дојде. Сакам да кажам дека мораме како да кажам слободумни новинари да бидеме крајно внимателни, да извршиме нашата улога на куче чувар, на watchdog и да внимаваме и над истрагата и над политичката разврска цело време со едно напрегнато, засилено внимание, па дури и со претерана критика. Знам дека господин Заев, другарот Заев и другарите од комитетот не трпат претерана критика, ма мора да сватат дека тој е денеска стандард во модерна Европа, дури дефиниран со пресудите на Европскиот суд на човекови права, во кој се вели дека претераната критика за јавните личности е дозволена. Значи, тие мора да ја поднесат таа критика. Предпоставувам дека до такви ставови се дошло именно после вакви корупцијски скандали, кои ги не сите ова специјално само за Македонија, секаде во светот има. Ама чувствителноста мора да биде огромна, сензибилитетот мора да биде огромен. И тука ние имаме, како да ви кажем, обврска. Ќе бидам искрен. Во јуни ја отворив аферата, напишав неколку текста, заминав на еден подлог одмор, и на сопругата од прилика и реков следново: ако ништо не се случи до септември, јас во септември ќе видам мртов новинар. Физички или... Не дај Боже, физички. Ќе треба да скинам дипломата и се откажам од новинарството, бидејќи се ќе остане на моите фиктивни приказки, дека натаму. Но очигледно еве не останува. Очигледно дека не остана и тоа е добар. Очигледно дека колку и да ви даваат некој заслуга за ова, очигледно не сте сами. Овдека очигледно и меѓународниот фактор кој притисна одамна, кој очигледно знаел што овдека се случува, е бил добро информиран. Мислите ли дека недобивањето датум за преговори, кој скоро ни беше гарант го имавме, одеднаш чудесно беше одложен за октомври? Не, тоа беше една ситуација. Прво, лесно му беше ветено, кажано на народот, дека во јуни ќе се случи таа работа, кога ќе добиеме датум. Имаше сериозни, практични и технички проблеми да се случи таа работа. Просто Бундестагот, ако не биде некоја светски значено прашање, во тој период не донесува одлуки. Добро. И таа е завршена приказна. Ние да се надеваме дека Бундестагот ќе да заседава специјално за нас и специјално ќе ни се даде тој пас за да добиеме, настрана што има проблем резерви. Французи сега имаат, италијани проблеми и така натаму, разни повеќе земји. Беше исто како кога се надевавме дека Volkswagen ќе дојде во Македонија ќе произведува автомобили. Тоа е несериозна работа сега. Човек што малку се разбира од тие работи, ќе свати. Скоро Ауди ќе ни влезеше. Малце го одбив Ауди, ако не 30 години беше тоа. Кога овде се уште се правеа и автобуси, кога имаше кадар, кога имаше луѓе, се не можете да најдете тројца инженери. Сакам да ви кажам дека тоа беше нереално очекување. Прашање, дилема му е сериозна.
дали може би непостапувањето, недоволната брзина, недоволната енергичност, нешто што може да се смени во овој месец, ова што сега во деновиве пред нас, ова одлагање, овие фемкања, овие напуштања на бродот среде лето, идеме се бањеме на халкидики и така натаму, дали таа несериозност може би може да доведе до странскиот фактор европските земји да речат, чекате бе луѓе, вие сте сега се спремате и го полагате, не се спремате, него го полагате тестот, еден од најважните тестови за да бидете во нашето друштво. А тоа е тестот како вие умешно се борите против високата корупција, не против ситната мала. Во овој момент сериозно е нарушен угледот на владеачката партија и тоа е факт, додека не видиме како ќе изреагира она. Очигледен е притисокот од надвор. Што мислите, дали пристигнуваат сигнали за промена на власта, како што меѓународниот фактор се појако и појако ги даваше се додавањето на оставка на Груевски? Дали сметате дека стигаат такви сигнали до Заев и до оваа власт? Какво е вашето чувство? Јас мислам дека не, и ќе ве подсетам дека меѓународниот фактор во случајот на автократот Груевски имаше бескрајно трпение. Значи, некаде од 2008 година, кога Груевски одлучи веднаш после изборите 2006 година на Блицкриг уште еднаш да освои власта, после Букурешт. Да, после Букурешт. До 2014 година, кога всушност Груевски ги доби првите посериозни сигнали, дечко, време е да си ги спремаш торбите. Ја мислам 2013 настаните во собранието. Сепак малку покасно, според моите информации. Нека и 13-та, тој е период сериозен од 5 или 6 години. Го толерира. Пораки, да, ќе направам сега, ќе го решиме, ќе преговараме за името, нема да преговараме ова, ајде, утре, заутре и така натаму. Јас сум разговарал со дипломати во тој период интензивно, ме убедувале американски дипломати, лично господинот Рикер, близко сме, сега ќе дојме до договор, немојте, не убедувале мене Милчин, немојте да го викате човекот фашист, ама знаете се навредува поради тоа, он добар ќе среди, ќе направи. Значи, тоа е еден период од цели 5-6 години измачување. Заев беше, мислам и се уште во овој момент е сериозна инвестиција на Западот во за да се откажат од него. Македонија. Јас морам да му дадам кредит на Заев, без оглед што еве луѓето мислат дека ние сме во некоја кавга, за потезите што ги повлече, без оглед што дел од тие потези и не се докрај добро направени, но, како велат она, добра работа е завршена работа. Се завршеа крупните прашања со албанците во Македонија на самиот почеток на мандатот. Нели, двуезичноста. Не мора да набројуваме. Се заврши прашањето со Бугарија, се заврши прашањето со Грција и тоа се крупни значени потези. Да. Нереално се очекува дека на Заев нема да му биде пружена сериозна поддршка, логистичка и било каква друга, да се справи се на ваква голема афера, за да се потврди како лидер на евроатлантскиот процес. Но, моментов таа поддршка веќе превоѓа во притисок. Аха, така. Тоа вели вика, отплика вака нарски кажано. Интригантно е веќе. Друже, ајде сега. Так. Сега нема више чекање сега нема више зезање. Знаеш што, прашањето и угледот на меѓународната заедница е многу повеќе потресен, бидејќи Апсолутно. Повеќето од сликањата на СЈО, Катица Јанева и целиот тој тим и сите овие шарени со маиците и така натаму беа повеќе со меѓународно од што Заев што се стикаш. Секако дека Катица Јанева е избрана со консензус заедно договор помеѓу двајца албански лидери и двајца македонски, Заев и Груевски. Таа е одбрана. Зошто одбраа човек медиокритет, да речеме, кога велам медиокритет меѓу судии? За една ваква голема работа нам ни требаше еден Фалконе, најмалце некој брилјантен, некој јак, но очигледно избра, они се договорија млака вода, која очигледно кога нешто
лошо ќе избереш, лошо ќе Не, ти не, јас ќе заврши. кажам зашто е така избрано и зашто е тој процес така воден. Добро? И мене не ми беше јасно, бидејќи јас и Катица, и јас и Фатиме, тоа е, како да кажам, нетрпение на прв поглед. Ја не сум носел никогаш таква мајца и од првиот ден сум ме критикували Катица и Фатиме и тоа е факт што го знаат. Сите трпев напади поради сето тоа. Запрашав еден поранешен политичар со кој повремено се гледав и се уште се гледам, иако се поретко, за жал, баш ми текна да ги обновам тие контакти. Кажи би име Герове нешто, слободно, нема ништо страшно да биде. Не сакам да кажам, бидејќи кажаме на работа што ми беше кажано тој политичар, и јас го прашав плика како. Тој кај е најдова Катица? Па каде баш од Катица? Од некоја Гевгелија. Просек на факултет 6,2. Ја имам 9,7 просек на факултет, па тоа е. Правници одржава со лопата да ги ренеш. Сериозни млади момци, девојки. Малку и навреда за нашиот адвокати, за нашите правници, адвокати, судии. махери. Добро. Претходни обвинители махери. И тоа беше оној ден, односно ден после она кога Катица тропаше на МВР на вратата и отвори. И човекот ми каже, извини Геро, те прашам нешто. Ти си сега специјален јавен обвинител. Идеш на ондека на врата да тропаш и викаш отвори. Не. Не сум будала, викам ја. Затоа ни требаше, а? Мастермајндот, Не. човекот, ликот што требаше да ја води битката, сите најважни битки во Македонија, вклучително и битката против криминалот, не беше Катица Јанева, беше и е Зоран Заев. Значи, главната инвестиција беше странска инвестиција во Македонија беше Зоран Заев. Можеме и тука да разговараме колку е таа инвестиција добра, исплатива, лево, десетка, но од она што се располагаше во тој момент, определбата беше за тоа. Дали од јули месец наваму, ве молам, во интерес на времето, мораме Нема да проблем. идеме веќе скоро саат и 40 минути. Ме интересира, дали имавте некоја средба? Кога последен пат имавте средба со Заев? Одамна. Во меѓувреме не сте имале нешто? Не. Да. Дали сте имале комуникација? Не. Никаква. Ни преписка, ништо освен она дека сте суетен новинар кај што вие се препознавте дека за вас збори. Па тоа не беше преписка, тоа беше кажана Так. официјална. Прилично нервозно го кажа, очигледно. Го оправдувате ли тоа или не? Се разбира, изјавата беше скандалозна, срамна. Таа не беше само суетниот новинар. Ја поминав уште и најдобро во таа комбинација. Таму беа спомнати И ЛГБТ. криминалци и така натаму. Сметате ли дека тој знак на нервоза покажува слабост или покажува веќе огорченост од целата ситуација? Велите дека сте многу внимателни за сето тоа и дека, да ве цитирам, да ве парафразирам, рековте дека дури и редовните избори ни се блиску, опозицијата е многу слаба во овој момент за да може да поентира од се во ова, гледаме прилично слабо стои и тука ќе биде вистинско чудо ако успеат некако од сето ова да направат некако за нив придобивка во целава работа, а растурени се и нападнати од сами нивни членови и од бојкотирам и така натаму, но рековте дека СДСМ и на редовни избори е веќе прилично блиску и ќе има неколку опашки. Има поделеност во општеството, бидејќи оваа влада, премиерот се сметани за предавници заради промена на името, дека со тоа е Македонија предадена и низините параметри. За тоа зборевме многу долго. И оваа опашка со оваа афера, па и оние неколку гафови, прилично со големи и долги опашки ќе влезе ВМРО, СДСМ на следниве избори. Не ги знам рейтинзите, наскоро и ќе треба да се видат и ќе треба ова очигледно да финишира со некаков голем резултат, барем пред октомври за датумот за преговори, кој очигледно сега и тоа ни се вади, и ова ни се вади, и ни се трие на нос. Ме интересира како во целава работа, гледате како е спокоен и тивок албанскиот блок. Имавме ЛЧК извади сериозни снимки за инволвираност на функционери од албанскиот политички блок и тоа не за прашања, збориме за човечки живот и не збориме за Луи Витон ташни. И тука нема ништо. Ништо не се случува.
Катица ја апсиме и они се некако, како да ви кажам, како Харе Кришна се по аеродроми со дајриња пеат, све е убаво, гледате колку сме ние фини и така натаму. Просто е неверојатно како се недопирливи некои политичари албански во Македонија, нити некој се осмелува да ги речне, а нема ни притисок од надвор за такво нешто. Јанко, вака прво, од мене тешко ќе бидне ВМРО-ец, иако се трудат со големи сили да направат, дури ми обезбеди овие место во извршниот комитет. Има еден те рече кој ќе го трпи сега во извршниот комитет ми обезбедија место. Да, кој ќе го трпи Геро сега, пак ВМРО-ец да се прави. Да, тешко биднува, но морам малку да демантирам и Добро. Во поглед на твојата оценка дека опозицијата слаба, ќе го искористите, не може да го искористи ова, разединета, ова, и така натаму. Ние имавме еден тест до сега за тоа како стојат партиите на изборите. Сериозниот тест се вика претседателските избори. Според сите анализи, кои ќе се трнат албанските гласови, кои ќе останат гласовите од албанските партии, да бидам прецизен, кои ќе останат гласовите на што ги добија македонските политички партии, фактот е дека на тие избори СДСМ тежеше некаде околу 310, уште 10.000 од мене, 320.000 гласови, а ВМРО ДПМН освои близу 380.000 гласови. Тоа е последниот тест на односот на силите пред Скандалов за време на претседателските избори. После Скандалов имам сознание дека има некакви нови тестирања и трендовите не се добри за СДСМ, не се толку добри, како да кажам, и за ВМРО според очекувањата, но трендот е така. Едната партија оди надолу, другата партија оди благо нагоре. Што ќе се случува натаму се разбира точно зависи од разврската, може ли се брзи пресврти и така натаму. Во врска со албанскиот фактор, нема да биде заборавен. Јас од прилика се сметам за еден од познавачите на албанскиот политички фактор, бидејќи 30 години комуницирам со тие луѓе, сум пишувал многу за албанските прашања и така натаму. Мислам дека до некаде го познавам политичкиот формат на Али Ахмети и мислам дека Ахмети можеби ќе го повтори гамбитот во еден клучен момент, како што го повтори со она што го направи со Никола Груевски. Значи, кој е виновен што Никола Груевски не стане премиер? Виновен во наводници. Освен Заев. Освен Никола Груевски самиот, така. Виновен е во Сериозна Америка Али Ахмети. Но, тоа беше чашата на приливањето на трпението на Али Ахмети почна уште од 2010 година. Али Ахмети во политиката го нарекуваат стара чекалица. Значи, он ќе чека, ќе трпи, ќе чека, ќе трпи, ќе чека, ќе трпи. И ова се што ќе се експлодираат бомбиви и така натаму, не се глупави луѓето, знаат дека Елчека е само некој тамо извршител, кој само фигурира како некој што тоа се има, а дека изворот на целиот тој токсичен материјал не е во Вашингтон или не знам DC или не знам каде, тука е во Скопје. Тука, све под бомбите тука се направени, тука потекнуваат. И не очекувајте дека албанскиот фактор тоа така лесно ќе го заборави или ќе го прости, бидејќи па посебно во албанската заедница, посебно изнесувањето на Валканиот веш од приватна, интимна природа има една посебна тежина. Кај нас може и да пројде, нели? Кај нас ако го фатиле мажво... Гаќите од 500 евра, така. Да, гаќи 500 евра, ти си фраерка. Ако те фатиле мажво прелюба, си фраер. Кај албанците тоа е малку поинаку и многу по-девастирачки. Некои од ликовите што беа спомнувани во бомбите и пред Делчека, денеска не постојат во албанската политичка сцена. Тие се трнати преку ноќ. Не вака со фемкање, централни одбори, Не. Нема. Кај е Муса Џефери? Танос. Сте чули нешто за Муса Џефери? Не постои. Тие жртви, за тие жртви, фактурата ќе стаса еден ден на масата на оној за кој Али Ахмети ќе се убеди или ќе помисли дека оттаму трнале бомбите. Да се вратиме на свиркачите. За оваа афера дознавте прв пат што се вика од свиркачите. На страна сум чул, сум начул и така натаму и така натаму.
Ме интересира, дали веќе се јавува реален сомнеш, вашите драги колеги кои толку ги браневте од еден новинари, кои сега никаде ги нема, ништо да не прозборат за оваа цела работа, дали имате со нив комуникација и дали мислите дека и кај нив ќе проработи моралот, етиката или барем нешто, праведноста во целава работа да биде стана свести што биле, што правели и од што биле дел? Не гледав емисијата во која разговарале Бојан Јовановски и Јадранка Костова, но ми кажа, се извинувам однапред ако е грешно, дека Јадранка Костова ме нарекла новинарски рекетар. Океј, го премолчав тој момент, не е битно. Види, па од кого и комплимент. Саша Ордановски ми е пријател, со години пријател. Знам. И јас до ден денеска, како да кажам, првата работа што ја напишав кога спомнува и кога почнавме полемика, напишав, имаш ли комуникација со него? Со Сашо се немам видено скоро, но мислам дека не ни е прекината комуникацијата, просто одмори беа, се немаме видено скоро. Со Боријан Јовановски? Со Боријан Јовановски нешто полемизиравме на Фејсбук, али генерално на пријателска основа. Немаме проблем со тие луѓе, не сакам да им нанесам никакво зло. Не е смисла да ги ја префрлам во тоа. Туку зборам, ако веќе новинарите и се охрабруваат, збориме за правда. Овде на страна СДСМ и ВМРО. Ние овде као од неправда страдаме. И превратот е да видиме нешто такво. Дали има и такво нешто? Еве да ве прашам тогаш, да се вратиме на свиркачите. Слушнавте прв пат сериозно и поверувавте ова од свиркачите. Дали освен таа една-две средби што сте ги имале со вашите свиркачи, дали имавте некои нови средби или најави дека ќе има уште нешто интересно во целава работа? Или рекетот е ова што е? Не. Главно, информациите што ги добивав од моите пријатели, не само ни средби, туку и низ комуникација преку мојот телефон и така натаму, Фејсбук и така натака, од овие луѓе на кои им верувам затоа што дел од нив ми доставија релевантни материјали, докази и така натаму. Например, еден од моите извори ми ги достави во PDF формат изводите од банкарската сметка на Меѓународен сојуз, едно десетина такви изводи за 2018 година, кога се чуваат сите овие заврзлами приказни, изводи на кои ќе видите дека Меѓународен сојуз е сиромашен како црковен глучец, нема ништо на сметката. Ќе влезе 100-200 евра, ќе си излечат тие 100-200 евра, а валјат луѓе во 100.000 евра. Каде се парите? И денеска кај се парите од торбата што ставил GPS? Тоа ви кажам, денеска читам, ја мислам дека се тие пари уфрлени во промет. Кај е торбата? Нели торбата имала GPS? Орце кажа дека ставил GPS, дека е следена. Каде завршила таа торба? Тоа не знаеме. Имаше една спекулација, дека било влада, ама не било така, но не се потврди таа спекулација. Така? Јас не знам. Но и парите кај се? Според вас пуштени се во промет. Како се пушта во промет? Се фрлаат, се убацуваат на сметки, се дава ја на тебе, на овој, на оној и така натаму. Ја не можам да се убацам пари на Јас од самиот почеток, а да не платам данок или УЈП да ме проконтролира. Јанко тврдев дека овдека, освен трговија со влијани и така натаму, имаме кривично дело перење на пари. И денеска читам информација од вчера, сум ја промашил негде, може би од Сабајлево да е, кај што вели вака, Бојан Јовановски уфрлил овие пари во промет и веќе се гони и за перење пари. Ако е за перење пари, тогаш има многу звучни имиња на многу богати луѓе, големи кои фрлиле инвестиции, кои беа блиски до Бојан Јовановски и целата работа основано да се фрли сомнеш сега и треба да се истражува кои се перел пари, своји црни пари, за да му влезат, бидејќи во целава работа рекет е лошиот збор за неколку си милиони, 20 милиони нека се, но колку пари се испрани во целава работа. Знаете, ако фирмата, например, на Силјан Мичевски префрлила легални пари, така вели од финансиската полиција, рекле, од нашите дивиденди, приходи, легални пари, ние плативме на Меѓународен сојуз, ако префрлила легално пари, и тука
запира финансиска полиција, вика, окей, платен данок на дивиденди, ово, Така. нема ништо. Меѓутоа, што е проблемот на финансиската полиција, и сега остав на финансиска полиција денеска, се враќаат назад. Читате го Владо Апостолов интервјуто на во признава Муареми, вели, ова ќе треба да знаевме ваква изјава на бабичката, од претходно ќе знаевме. Што ма знаевте, ја пишува за тоа, што не проверивте после подопрен глас. Значи, што се случило? Париве стасале во трансакција која според мене е нелегална. Не можете да платите услуга со авторски хонорар. Се знае што се плаќа со авторски хонорар. И сега, што вика бабичкава? Ги вади париве, ги дава на еди кој си, на некоја жена од Меѓународен сојуз, од прилика таа ќе се најде на списокот на осомничените наскоро. Мислам дека тоа ќе биде на трешата на тортата. Знаеш кој е? Да, се разбира. Кој е? Нема да кажа, се разбира. не. Тоа е работа, ќе мора да викнеш Вилма Рускоска во студио. Не знам дали ќе ти дојде, ама... Да, во ова е сензитивна ситуација. Секако дека ќе ја но, поврекам. велам, во моментот кога парите се уфрлени, ако се легални, ама на нелегален начин се префрлени и се уфрлени во промет, има перење пари. И денеска доживеав конечно сатисфакција, бидејќи се проширува делото за дело, сомневањето се извинувам, сомневањето извршено дело со кривично дело перење пари. Бидејќи има перење пари, Јанко. Има перење пари и тоа ќе се докаже лесно. Сега, тука си во право, ако има перење пари, тога се големи прашања се поставуваат. Прашања кој све учествувал во перењето пари. Дали се давани кешови на овој и на оној? Дали може би се исплаќани новинари? Видите, управата за јавни приходи е вели вака. Ние се ќе влеземе да ги спитаме фирмите, тоа е Меѓународен сојуз, невладината, БМЈ груп, еден телевизија, но и поединци во фирмите да видиме, чекате што се случувало со тие пари, кај се врве тие пари, бидејќи кој бил од нас, јас сум бил еднаш во еден телевизија. А еден ако пропее, после Твитер тоа станува. А еден ако пропее, а ќе се пропее. Ќе се пропее, ќе се тоа пропее, сигурно. нема дилема. Видите се, па зборуваме и не треба да се скрие криминалот, нели треба се пропее. Апсолутно. Кога тоа ќе се каже, кога ќе се отвори, ќе ја видиме всушност целата длабочинова. И сега доаѓаме пак до следното прашање. Што ако се делени вакви или онакви подароци, поклончиња, лобутина, чевли, што ги спомнував ја во моите приказни? Ја не знаев дека постои нешто што се вика лобутина чевли, па ме кара, како не знаеш дека таа работа е битна работа, таа треба да знаеш. Не знам што е моден гуру сега некој да тоа знам. Но кога ќе се дознаат тие работи, ќе се праша, кога добиете едно телефонче на подарок, а не iPhone обично, тој што ти го подарува мора да плати персонален данок на подарокот. Или ти, или јас ако ти го подарам телефонот, ова треба да платиме персонален данок. Ла. Не чувме последната изјава, не слушнавме. Страшна работа. Господин Геровски, ви благодарам за гостувањето. Многу работи слушнавме, многу не слушнавме и разбирливо е тоа. Ништо, остануваме должни да видиме како ќе се развива, бидејќи вие сте еден од иницијаторите на сева ова. Ја упатив покана до сите релевантни фактори. Прво, до премиерот Зоран Заев, да гостува во емисијата на истава тема со истите прашања, па ќе видиме како ќе се развива ова понатаму. Ја ви посакувам успех во вашата потрага по изворите. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.